Резидентно или нерезидентно население? Која ставка ќе се земе предвид за етничките вработувања со новиот закон за правична застапеност? Министерот Минчев вели дека ова прашање допрва ќе се договара. Тоа е предмет на одлука. Ако ме прашате мене како министер за јавна администрација, тоа се однесува на резидентното население, тоа што живее тука. Предлог законот е испратен до Венецијанската комисија и засега во јавноста нема информации како владата планира да ја замени алатката балансер. Предлогот ќе стане достапен дури откако ќе се произнесе Венецијанската комисија, што досега беше повод за остри реакции од опозицијскиот албански блок. Реформските закони кои влегоа во собраниска процедура, Минчев очекува да бидат донесени за една недела од сега. Новите дисциплински правила, односно воведувањето на оценување, казнување и наградување на службениците, треба да ги натераат оние кои клатат врата и земаат плата, конечно да почнат да работат. Според Минчев, такви се околу половина во јавниот сектор, а околу 20% од вработените ја извршуваат целата работа. Ако вие кои што не работат ги вратиме во процесот, може да го надополниме досегашниот дефицит на кадар кој што го имаме во одредени институции. Ние се соочуваме поради висината на платата, која што мораме да кажеме дека е несоодветна и дека е мала, да немаме интерес на вработување на млади луѓе во јавната администрација. Министерот Минчев, кој денеска даде отчет за сработеното во една година, е задоволен од работата на Министерството за администрација. Најави крај на партиските вработувања и нова култура за управување со државата. Даниел Василев, Сител телевизија.